Родилка починала по породувањето. Навидум безопасна операција завршила со сепса. Изгубени млади животи и постари поради лекарска грешка. Ова се наслови кои што во последните години ги прекупираат македонските медиуми. Лекарската грешка не е едноставно да се докаже. Сите овие случаи завршија години по судови, а само мал број од нив успеа да докажат дека навистина лекарска грешка е виновникот што нивниот најмил веќе не е меѓу нив. Но еве да одиме со ред. Последниот случај кој што ја разбранува јавноста е смртта на 25 годишното момче од Берово. Почина од ЗАП. Да се во 21. век да кажеш дека некој починал од ЗАП е на вистина да се загрижи човек и да се запраша каде оди нашето здравство. Сепак мора да се констатира дека топрва ќе се испитува кој е виновен и дали има вина кај лекарите за смртта на ова младо момче. Од Државниот здравствен инспекторат веќе го направија комплетниот извештај, меѓутоа тие само таксативно имаат наведено каде се јавило момчето, кој го прегледувал, што е сторено. 14 дена одел по лекари, но на некој од прегледите и самиот не се јавил. Топрва ќе биде утврдено. Но ова не е единствениот случај. На овие фотографии може да видите случаи кои што во изминатите 2 години ја разбрануваа македонската јавност на загубени животи поради лекарска грешка, барем така обвинуваа нивните семејства. Но да одиме со ред за оние неколку највпечатливи кои што најмногу ја разбрануваа јавноста и кои што имаат некој вид на судска разврска. Највпечатлив е случајот на малиот Ангуш, кој што на 7 годишна возраст ја крши раката при детска игра, безазлена детска игра, го водат на лекар во болница, му ја имобилизираат раката, го задржуваат прекуњак во болницата, но малиот Ангуш се жали на болки. Се носи, следниот лекар кој што бил дежурен носи одлука дека треба да се направи хируршка интервенција, но за тоа мора да се според протоколот целиот колектив да донесе одлука. Не е донесена истата вечер. Направен е процеп во гипсот, видено е дека има промени на раката. На крајот ова мало детенце завршува во Скопје, каде што поради животно загрозувачка ситуација морало да му биде ампутирана раката. Тој е инвалид до крајот на животот. 5 години траела судската голгота за да ја докаже лекарската грешка семејството на малиот Ангуш. Следната на список е родилката Маја Кадиева и таа е незиното бебе почина. И во овој случај имаше судска разврска, односно анестезиологот беше осуден на 4 години затвор. Она што најмногу ја разбранува македонската јавност е што за време на судењето самиот судија при изрекувањето пресудата го изјави ова. Од изјавите на сведоците и од вештачењето на стручните лица недвосмислено се утврди дека анестезиологот дошол во алкохолизирана состојба на договорениот царски рез. Извршил повеќе од 3 интубации и се обидел да интубира повеќе од 10 минути. Постапил спротивно на протоколите поради што настапила смртта кај Маја Кадиева и новороденото бебе. Ова се зборови на судијата при изрекувањето на пресудата. Илдис Веаповска од Дебар, која што остана без органи, а замина во болница се породи кога се разбуди, остана без бубрек, матка и јајник. Сите комисии секаде пријавила каде што можела, сите комисии констатирале дека не може да се утврди лекарска грешка. Таа правдата сега ја бара и по суд. Еве што веле. Поднесов прва пријава во Државен здравствен инспекторат. Потоа поднесов пријава до Министерство за здравство, поднесов пријава до Лекарска комора, поднесов пријава исто така во суд. Значи, прво рочиште ни беше на 6 јуни. Докторите не се појавија на тоа рочиште. Значи, како што заминавме, така и се вративме. Сите докази, сите документи ги имаме дека е лекарска грешка. Не една, туку многу грешки се направени. Во мојот случај, очекувам да има правда, но не знам. Оно што мора да се знае дека мора да ги имате сите документи, да имате поминато целата процедура. Мора да пријавите вие вашето семејство или вашиот адвокат до Државниот здравствен инспекторат, Лекарската комора, да барате од Министерството за здравство да се формира комисија и секако преку суд. Оно што мора да се каже е дека само судот може да утврди лекарска грешка. Сите овие што досега ги споменав, институции, комисии и така натака, можат да констатираат само или да дадат совет одавно некое мислење. Контактиравме со Државниот здравствен инспекторат, еве што велат тие, докаде се нивните овластувања и зашто можат тие да реагираат. Инспекторатот, според Законот за здравствена заштита, може да санкционира здравствена установа во колку
Прво, не обезбеди непрекинато вршење на здравствена дејност во мрежа. Второ, доколку не укажува здравствена заштита на пациент кој ќе побара таква заштита. Трето, не обезбеди услови за укажување на континуирана медицинска помош во тек на 24 часа и или нема лекови или потребен санитетски и медицински материјал. Понатаму, доколку не го прими пациентот на болничко лекување и или не му обезбеди прием во друга здравствена установа, освен ако случајот не е итен, и секако, доколку на пациентот кој има потреба да се упати во друга здравствена установа, не му организира соодветен превоз и медицинско згрижување до приемот во установата каде што е упатен. Значи, се она што се однесува на стручната работа, инспекторатот иницира стручен надзор до министерот за здравство. Понатаму, постапката е, министерот за здравство може да формира со решение комисија составена од доктори, специјалисти од соодветните области, од кои е проблемот за кој се иницира стручниот надзор и или препрека во лекарска или стоматолошка комора тие да го продолжат стручниот надзор. Лекарската грешка е предвидена во неколку законски решенија во Република Македонија. Најостро е она во кривичниот законник, каде што е предвидено дека има одговорност на лекарот за непружање или за погрешно пружање на лекарска помош. Но и во Законот за облигациони односи има неколку членови кои што се однесуваат на одговорност на работодавецот за штета направена од работникот, значи во случајот за здравствената институција за штета која што е направил лекарот, или пак за случај за надомесна штета во случај на телесна повреда или нарушување на здравјето, тоа е член 184 и така натаму. Значи се е ова предвидено и она што мора да го потенцираме е дека сите министри на нас за здравство формираат комисии и истражуваат посебно за оние случаи за кои што медиумите се гласни, меѓутоа еве досега ниту една комисијата не истуркала ниту една работа до крај. И она што е многу симптоматично е што имињата на членовите на комисијата се тајни. Не се знае кој го вршал надзорот, кој го вршал вештачењето или што и да е, и единствено кога под притисок на јавноста само ќе се дознае која е одлуката на комисијата, одлуката е најчесто нема лекарска грешка. Во секој случај, како што реков, не дај Боже да тропнете на овие врати, неубаво е да се знае.